Мир вам, Христе Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се. Знаете, за секогаш во твоето срце да се насели. Татко мој зборува и денеска низ мене. Нека секој збор што ќе биде изговорен, дека биде твоето живо, лечебно слово кое ги допира срцата, скрушените по срце кои имаат потреба од твојата љубов. Ти ми даваш се си ми дал. Ние го имаме тој момент, се што си ми дал од тебе, Татко небесен. Дали ти дал тој нешто или ти мислиш дека имаш? Знаете, битен момент е дали живото слово ве подучува. Дали сте вие во живо слово или сте подучени како да кажеме во некоја доктрина. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Исусе. Арахмасам дарам, еве го ова четврката. Значи ќе зборуваме Петрово, 4 глава, потик за свет живот. Битно е што сте учеле. По извесен период ги слушаш словата, ќе влезеш во некои доктрини кои се подметнати, кога, например, Мартин Лутер Кинг, лутераните, излегле. Јас не велам дека намерата не е добра, но и Савле ги гонеше христијаните. И мислеше дека работи за Бог. Например, еднаш спасен, за секогаш спасен. Пазете, која е таа... Како можеш ти еднаш спасен, за секогаш спасен? На последниот ден, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. И тој стих кој се коси со овој стих. И они се држат за тоа. Јас сум спасен, ми вика. Потоа отиде во католицизам, па си најде некој ова, па одеше. Имам еден друг, например, православен, па одеше таму на исцелување, па кај овој одеше, па кај оној, ама православието е најдобро. После рече руската црква е најдобра. Бидејќи имала традиција и дисциплина. Видете, ние имаме секакви човечки фантазии. Ние знаеме дека со човечка мудрост никогаш, минатиот пат го читавме, тоа нема да дојдеш до Бог. Целиот проблем е како ти да се препуши. Втората доктрина е само словото, соло скриптура. Тоа е потална глупост. Што само словото? Словото без дух е мртво. Тој стих кој е контра на тоа. Само вера. И тоа е верата без дела е мртва. Само благодат, па благодата да не остане празна. Празна благодат, седиш и дремеш. Дека не треба ништо да правиш. Не треба ништо да правиш. Дека има вечно проклетство. И пази, а доктрина за предодреденост, едни Господ ги направи лоши и тие се лоши, не може да се променат, други добри. И вие гледате дека тука сатаната се вметнал, те прави пасивен и заробен. И кога имаш мали деноминации цркви, финансирани од големи цркви, кои го праќаат лавот кој рика и обиколува, да ги учи на тоа што треба да го повторуваат папагалски. Значи се јавил Мартин Лутер Кинг, кој извршил промена, не велам не, и се прави делопоклонство кон него, како кон Свети Климент, например, зашто да го заменам јас, тоа сум го кажал веќе на Свети Климент со Мартин Лутер Кинг, кога ние имаме, ако ние можеме пак да се возгордееме македонците, дека сме апостолска црква, дека дојди во Македонија и помогни ни, зашто Господ, Семокниот Татко, најде еден таков народ кој ќе го распне, кој толку може да се возгордее израелците и најде еден народ кој може да ги ограби израелците и потоа 2000 години да отплаќа и да вика дојди во Македонија и помогни ми со ревност на саможртва како што се македонците. И ние ги имаме тие стихови и не се молат за мртви, бидејќи има вечно проклетство кое дава една слика дека Бог е джелат. Значи ти ако си земен татко, имаш 2 деца, едното е лошо и го ставиш во соседната соба во една печка на како јаре го наденеш и го гориш, а со другото седиш и го јадеш на трпезата. Што ќе речете вие за таков татко, дека е ненормален? Па зарем Исус, таткото небесен, ненормален? Тој е љубов, вие не го разбирате тоа без дух, која никогаш не престанува. И нема 2 вечности. Злото не е вечно. Тоа е минливо, бидејќи сатаната е отпаднат од Семокниот Бог, се возгордеа, знаењето го возгордеа, рече јас сум Бог. Целата суштина е како да се препуштиш, да се промениш во љубовта, како да останеш во љубовта. Затоа ова живо слово треба да се чита во дух. Слава му на Исуса, што го отвара ова слово. Значи тој ме подготвуваше
имав напишано 30 книги кога дојдов до оваа состојба, да слегуваат слова. Поуки во дух не зборувам јас. Еве ги тие стихови, туку Исус зборува низ мене, како да дојдеш до тоа. И тие зборуваат низ себе. И, например, на погребот на мојот татко, жена на пастор ми вика, ние не се молиме за мртвите, тука е телото на татко ми, мислам. Јас нормално правам со православна, заради роднините, не можам јас да се карам. Или не палам свеки, правиш скандал. И сите наместо да мислат на како да ги евангелизираш, разговарат зошто ти правиш или не правиш некоја работа. Или сега, например, замислете, од луѓето сотрудници беше удрен со кола еден наш татко на едни наши драги сотрудници кои слушаат со срцето. Од Битола доаѓаат во Охрид за да им каже дека тој не е спасен, бидејќи не повикал. И ти мисла дека спасен, ако речеш да веруваш во Исус, верувам, те потопат во водата и толку. Затоа се црквите такви. Затоа дури во протестантските заедници која намерата не е лоша. Добра е, ама негде се вметнал сатаната. Знаете, и тие сега се лав кој рика, мали заедници финансирани од странство, кој мораш да проповедаш тоа, не под духот, него тоа што го учел Мартин Лутер Кинг, да ги проповедаш доктрините, кои те прават мртов христијанин, бидејќи, наместо он да те води, ти се водиш сами од себе си, Словото возгордејува. И други доктрини, прво писмо, кога Христос додека беше овде на земјата, страдаше. И имаме тој протестантизам, например, излезени од една заедница, кај што беше мастер, па пастер, па не знам што, кој што го напаѓа, го примија сега во протестантска. Како го примија, тоа е интересно. Како го стана пастор, му положија раце, готово, прифаќаш, да, ајде, хоху, му избегаат тие ѓаконите, сега му се отцепуваат сите од црквата. И сега видите, кој ќе изгледат од таа заедница која е протестантска базично и припаѓа на таа религија. Гледате дека нешто во протестантизмот не е добро. Ние не дискутираме за католицизмот и православието. Православието е македонска народна култура од неолитот по античка Македонија, внесени се некои обреди, дури и женскиот култ кон Богородица. Еве овде во Дион, тука на 10 километри, светиот град на македонците е најдена камена стела 200 години пред Исус Христос. И вие ќе препознаете Богородица како го држи Исус. Тоа е внесено за време на цар Константин. И вие не можете да се базирате на традиции, бидејќи главното обвинување беше на Исус. Овој сака традициите да не ги земе, го има Мојсей и пророците. Ние се ги имаме Мојсей и пророци. И сега богатиот им ја кажеле приказната, демек татко им не е спасен. Гудри кола. Беше до некаде дојден. Кој ќе претрпи до крај. Од каде ти знаеш дали е спасен или не? Дали може христијанин кој има љубов во духот да му го зборува тоа на друг христијанин, татко му починал пред 2 дена, 3 дена, ти му викаш не е спасен. Ти гледаш дека во главите, дека тие се квасот фарисејски и му кажува примерот за богатиот кој не може да дојде. Па богатиот се токму тие. Тие се богати со стихови, богати со знаење, богати со обреди. И тие велат ги имаме Мојсей и пророците. Отецот им вели, вие си ги имате Мојсей и пророците. Израелците ги имаат Мојсей и пророците кога го распна Исус. И богатиот ги има Мојсей и пророците. Не дозволува Исус да дојде во срцето, а сиромашниот е оној кој се спуштил понизно, се покорил, се пуштил, му дозволил на жеден за дух на Исус да се насели во неговото срце. Значи, кога Христос дојде на земјата, страдаше. Страдаше од степенот на нељубов. Тоа е третиот вид на страдање. Првиот е физичко страдање, болка, болест и страдање. Вториот, кога умираш стариот ти. Тоа е тој долг процес, што не го разбираат, например, лутераните. И веројатно сега во духовниот свет се гледа штетата на тоа учење. Кога не си учен во духот, кога си учен од доктрини, кога Христос беше на земјата, страдаше и вие треба да бидете подготвени. Што значи тоа страдање? Па откажување од себе си. Кога човек ќе умре, престанува да греши. Пазете што зборува сега. Тие не се молеле за мртвоци. Ако умревте со Христос, имаме две. Првата смрт е телото оди во земја, душата со духот, духот оди на суд. Втората смрт е низ огнено езеро.
Што е тоа огнено езеро? Па тоа е тој процес кој треба да го поминеш, да умреш вистински ти. Твојата зло да умре, твојата сатанска природа да умре. Да се родиш во Исус. Значи, ако умревте со Христос, како да умреш со Христос, тоа треба да го учите. Они не умираат, они се возгордејуваат. Знаете, ако умревте со Христос, вие веќе нема да живеете водени од вашите телесни страсти. Значи, штом ќе пострада со телото, веќе не грешиш. Ние имаме, значи, жена излегла од една заедница, има проблеми, се молевме, беше на работна смртта, еднаш, два пати, не се не јави да се заблагодари. И одеднаш се јавува во групата, држи поука таму негде од Чикаго. И јас ја искарав и реков, не си ти за поука, зашто таму во другата заедница држеше поука и се уште го живее тој сон, да исцелува, да биде над другите. И ја нема 2-3 години, еден ден се појавува, затоа што попуштив јас. На заедница дојде со некој тип пастор, пророк, не знам што е, кога го гледаш по духот, гледаш дека нешто не е во ред. Ти имаше проблеми, еднаш и кажав, немој вака ќе изгинеш, немаш уште многу време. Почна да држат да пеат на јазици насред служба. Ние почнавме нашиве песни, ги соправме и на крај да вршивме ги избркав. Значи духот што беше во мене ги изгони. Кога ќе се соберат двата духа, духот на овој свет и духот на Исус, духот на Исус ќе го изгони. Како што Исус го изгони сатаната од пустината во искушувањето, тоа е слика, бегај од мене сатано, и сатаната го остави. Како што Архангел Михаил го победи, го изгони сатаната од небесното царство на земјата да падне. И како што му рече кога се расправа за црквата, за телото на Мојсей, тоа сте вие телото на Мојсей, како што јас го изгонив. Неразбрани, лутерани, во погубни доктрини, дека не треба ништо да правиш, или дека само словото без дух е тоа кое убива, и тоа е целата суштина. Знаете, значи доволно време потрошивте учествувајќи во она што е неморал, незауздана похота, тој потребата да бидеш над другите, опивање, гозби, пијанки, одвратно идолопоклонство, вие веќе нема да живеете водени од страсти, туку во текот на вашиот овоземен живот ќе ја исполнувате Божјата волја. Ете, тоа е како да ја исполнувам Божјата волја. И замислите, проаѓа 100-200 километри да им каже дека татко им не е спасен. Па бегај бре од тука сатанов. И тоа е таа заедница, тоа се тие лутерани. И гледате само се маваат со цитати, не умеат да љубат, не знаат како да се предадат, не знаат како да умрат самите себе си. Без да умреш ти не можеш да се родиш, ако умревте со Христос. Не сте умрени со Христос, вие сте уште стариот човек. Вашите поранешни пријатели се чудат што вие не сте веќе со нив. Имаме еден сосед. Тој ме убедува дека злото е добро. Значи имаме состојба во влезот, нема струја, нема врата скршена и тој вика дека е тоа добро. Банде која формира заедница не е добра. И видите, тој се чуди сега. Во тоа море од расипаност. Видите, тоа е море зад мене, море од расипаност. Па затоа зборуваат против вас. Но тие ќе полагаат сметка пред Бог Таткото, кој веќе е подготвен да им суди на живите и на мртвите. На живите и на мртвите, на живите и на мртвите. Кои се тие живи? Па живи сте вие што велите дека сте во Исус, што вистински сте во Исус. И мртвите. Ти секогаш поминуваш низ тој суд. Зошто има ново небо и нова земја? За кого е таа? И не можеш да го разбереш причината и последицата. Токму заради тоа радосната вест им беше проповедана. Им е проповедана. Ке им биде проповедана. Во духовниот свет нема минато сегашно се иднина, на тие што се умрени. Зошто им е проповедано? Зашто тие што се умрени. И тие велат за Стариот Завет е тоа. Во Божјото царство нема Стари Нов Завет. Се е едно. И не можеш да го разбереш тој принцип, бидејќи нормално повторуваш папагалски. Соло скриптура, само словото. Кое е слово? И ми раскажува приказки како Господ одел во кафеан, пророкот. Бидејќи бевме кај една жена, нема присутен, ќе го фатам и ќе го исфрлам надвор. Со силата. Исфрлете го. Сатаната од вас. Сатаната е доктрината која проповедате во таа заедница.
И нема да биде ништо од тоа. Негде ќе има проблеснување. Иако телесно беа казнети со смрт, телото се предава на сатаната, тие ќе живеат духовно. Телото е на смрт, тие живеат духовно, како што и Бог живее како дух. Дали го разбирате вие ова? Нема смрт. И не се молат готово било, вечно проклесто. Нема две вечности, не може злото да е вечно. Вечен е само таткото, тој е вечната љубов. Тој е жива река од утробата, тој е љубовта која не престанува. Милоста негова е вечна. Затоа вели милоста во судот надвладува. Ако немаш милост и судот ќе нема милост. Ти немаш милост, му кажуваш дека не е спасен. А пазете, човекот што треба да ја води заедницата, еве веќе кога ги добивам работите, имаше обид за самоубиство, бракот не име како што треба, сега Господ им даде дете, дај Боже да биде се во ред. Кога ти осудуваш некого, кој си ти што осудуваш друг, треба да ги судите внатрешните, не надворешните. Христијанството не е да градиш хотели, да бараш мајки, татковци, цркви, томоси, не знам што. Или да те финансира некоја страна, ти како некој паразит седиш овде и преповторуваш тоа што ќе ти кажат и доаѓа сатаната, обиколува да те направи негов следбеник, син на пеколот. Ете, тоа се доктрините. Без разлика. Лутерани, тоа е како да се викаш савлисти, со Савле што правил да правиш ти сега. Но Савле се промени во Павле. Лутер, ако беше жив, ќе се покаеше. Крајот е близу, затоа бидете трезвени и ревносно молете се. Тој ли не се молиме ние за мртви? Па што да ви правам јас? Кои мртви? Се што е на земјата е спасоносно. Дали го читате вие тоа? Тој те донесува до вратите на пеколот и пак те избавува. Не знам дали си го слушнал ти тоа. Дали сте ги читале, па тие ви се изфрлени од Мартин Лутер Кинг изфрлил, или тој некој друг. 13 глави. Имате 37, овде има 50. Во Стариот Завет, ке протестантите, има 37 глави, 13 се изфрлени. Кој ги изфрли? Кој си ти да изфрлаш, човек? Наубаво вие седите ве финансираат од страна и си рецитиркате, си пеете песмички и осудувате. Не судете за да не бидете судени, ќе бидете судени 3 пати по 4, 7 по 77 пати. Значи, најмногу од се сакајте се меѓу себе. Дали ти можеш да го сакаш некој да му кажеш дека татко му не е спасен? Љубовта покрива многу греови, длабоко и искрено бидете гостољубиви еден спрема друг. Еден спрема друг. Секој со дарбите што ги има нека служи на другите. Видете, на тој начин ќе докажете дека добро управувате со дарбите што ги дава Господ. Дали служиш ти дарежливо и разновидно? Ако е некој добар говорник, нека ја проповеда Божјата порака. Ако некој има дарба да им помага на луѓето, нека го прави тоа со силата што му ја дава Бог. Се треба да се прави така како што да му оддава слава на Бог. Јас му видам во протестантизмот, например, ти си во преден план, ти кажуваш стихови, ти исцелуваш. Треба си назад да се смалуваш, да молчиш во присуство на Бог. Он да зборува, да кого му припаѓа славата и власта во вечни векови. Драги мои, нека не ве изненадува фактот дека минувате низ огнени искушенија. И така натаму. Добро. И се одиме овој момент. Тие велат нашата, а ова е снимено. Видите, веќе не знам кој, имам знаци. Он, пишано е во Словото. Пишано е во Словото, слава ти Господи Исусе Христе. Дека Он, Исус и Отецот, Он ти дава живот, здив и се. Кој ќе го сватиш тоа дека немаш ништо и ќе паднеш на колене, ќе побараш помош. Значи, животот е вдахнат дух во душа, во лице и тело, стануваш душа и тело од кал прав земна. Имаме даден живот, Он го дава и зема животот. Вдахнат и време за милост на земја.
ова долина на сенка смртна, време да се покаеш, да се научиме да љубиме, да се приближиш до Бог, Таткото, да се вратиш кај Таткото. Тоа е целата суштина, да научиме да го љубиме ближниот свој, да научиш, а не да му викаш татко ти не е спасен 2 дена после смртта. Тоа покажува колку степен на нељубов има во вас. Тоа покажува зашто си сакал, тој што сака да го направат пастор на глувите да се самоубие. Зашто го зборувам? Па тоа се факти. Тоа покажува, гледам дека сте несрекни. О, безумни, срцето ви е споро. Да поверувате во се што рекле пророците. Лука 24:25. Луѓето си живеат на земјата, не сакаат да дознаат за Исусовата жртва. Да дознаеш за Исусовата жртва значи да паднеш, да умреш ти, да исчекориш за сите нас. Си живеат по својата волја. Тоа е протестантизмот. Мислиш дека си еднаш спасен, за секогаш спасен. Сатаната те фатил, те врзал и готов си, човеко. Готов си. А ти кажува, мене таму или јас сум спасен, еднаш спасен. По 2-3 дена се врати во светот, таа отиде во католичка црква, најде таму, бара баш партнер, наместо Исус да го бара. Секој ден умирам, браќа. 1 Коринтијаните 15:31. Секој ден. Од Савле до Павле значи да паднеш од конјот и да ослепеш. Тоа се процеси. Ако се случат наеднаш. Дали ти признаваш дека си слеп или гледаш, тој кажува дека гледа, ти кажува кој ќе се спаси. Еден сее, ти сееш, а тој жне, а ти што сееш, куколј. Апостол Павле ни зборува за умирање секој ден на Савле и Христородение на Павле. Како? Па тоа е целата суштина. Како ти да умреш? Ти си живееш стариот човек. Протестантизмот, прифаќаш, да, рацете крај, ај на крај на програмата. И потоа пејте си песмички. Се чудиш зашто, например, најдобриот член на црквата ви умира, зашто жена ти умира, зашто овој умира. Во болест, а ти си немоќен да го спречиш тоа. Мртви воскреснувајте, сте слушнале за тој стих? Не сте слушнале. Не сте слушнале зашто сте полни со стихови. Полни сте со гордост. Синовите човечки без Исус. Ти мислиш дека си со Исус, ти си без Исус, да јадеме и да пиеме бидејќи утре ќе умреме. Јадете, пиете телесно или духовно. 1 Коринтијаните 15:32. Тоа се вели, ги трошиш деновите за милост, се враќаш во телесното и земното. Еве човекот беше во Мавро со друдниците глуви, се молевме, разговаравме, некаде дојде. По известно време ќе остариш, ќе ја изгубиш силата, ќе разбереш дека силата не е твоја. Ти ја дава нашиот Татко Небесен. Зашто Твое е, Негово е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Матеј 6:13. Исусовата молитва за славата, да знаеш, силата и царството чие е на Отецот Небесен и волјата е Негова. Инако ако тераш по своја волја, тоа е со своја мудрост. Никогаш нема да дојдеш до Исус. Прошлиот пат го читавме, претходниот завет. Твоето срце чука, оти Отецот му дава сила, синкот човечки. Штом се одземе духот на Отецот кој е вдахнат во нас, ние сме песок, земја и кал. Ние сме протони и неутрони, ние сме фотони, 2 Коринтијаните, а Господ е духот, каде што е духот Господов, таму има слобода, 2 Коринтијаните 3:17. Слобода од самиот себе, ослободен од греот. На кој не јазикот на македонски второто име за зборот е Дај Духос. Така пишува оригинал, Дај Духос. Освен што покажува дека тоа е јазикот на македонците, зашто така сакал Господ. Ти покажува дека и рече Бог нека биде светлина, дека Словото без дух е мртво, дека дава дух слобода. Ако Словото е во дух, вие се кјавате мир и се храни вашиот дух. Од гревот ти дава и сила да се промениш, да се родиш во љубов. Тоа е. Не можеш ти да си роден во љубов, да му вериш татко ти не е спасен, пропадна, ти ќе пропаднеш. Тоа е сатанско, тоа е човечко. Тоа е приземно, тоа е ниско. Како да го кажеш? Ти покажува дека ти си телесен.
дека сте во погрешна доктрина која ќе ве одведе сите во смрт, комплетно со се заедниците, со се парите што ви ги даваат за да функционирате. Ако им ги укинат парите, јас ви гарантирам дека ќе се распаднат. Голем број од тие мали гранапчиња, лутерански, протестантски, тие се финансирани со туги пари. Кој ги дава парите, интересен момент. Слобода од гревот и сила да се промениш, да се родиш во љубовта. Роден во дух, еве уште еден стих. Тој ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет. Способност дава за било што. Не на буквата, не на словото, само словото. Туку на духот и како ќе разбереш ти зашто буквата, словото убива, а духот оживотворува. 2 Коринтијаните 3:6. И после овие лажни доктрини, кога вистински не си застанал во Исус, ти со крив дух, нели? Тоа е она возгордеаност, исцелуваш, лечиш, ти си овој цитираш, се маваш со словата. А немаш доволно љубов. Сакаш да се истакнеш, ти си во преден план наместо Исус. Почетната позиција за Исус е јас не сум достоен, а ти велиш јас сум апостол. Кој си апостол ти? Ти ќе одговараш за тоа ако не си. Способност за било што е дар од Создателот. Само духот што е во мене знае што има во другиот човек. И кога ќе дојде дух, таков дух, духот на овој свет, како ќе го наречеш протестантски или било каков, лутерански, тој дух што е во мене го изгонува кога ќе се соберете вие и мојот дух, предадете го на телото на сатаната. Јас веќе го осудив, вели, иако не сум со вас, со духот го осудив, да бидеме слуги на љубовта. Пазете, способност за било што е дар од Создателот. Духот оживотворува. 2 Коринтијаните 3:6. Само духот. Способност за било што е дар од Создателот, така да само словото е погрешно. Словото без дух е мртво. Ако ти не знаеш како да дојдеш до тој дух, треба да умреш стариот. Како да умреш не знаеш. Ти не ќеш да умреш стариот, сакаш да си тераш по старо. Способност за било што е дар од Создателот, татко на сите, отец на сите, кој не љуби, кој е љубов, вечна љубов. Мартин Лутер Кинг го прикажува како джелат кој ги гори своите деца и не им простува. Тотално погрешно и сатански. Он вечно не се лути, милоста негова е вечна, љубовта негова никогаш не престанува. Он е вечен и е вечна љубов. Само љубовта е вечна, се друго е минливо, се додека не кажете благословен е оној. И кога го повторуваш, тоа го представуваш самокниот Бог како джелат. Покажува колку си ти слеп, глуп, но не го признаваш, тој гревот ти останува. И ќе изгинете сите. Способност за било што е дар од Создателот, татко на сите, отец на духовите, создател и создание, да бидеме слуги на љубовта. Нов завет, заповед, словото убива. Без дух фарисеите и садукеите, проучувачи на словото, го распна Исус, тоа се денешните протестанти. Што да ви кажам друго? Земете, погледнете се, сами судете се, видете зошто сте се поделили на толку деноминации. Тоа покажува дека вие сте телесни, не го разбирате Светото писмо. Еден пастир и едно стадо. Колку стада сте вие внатре во вас? И другото е, само духот оживотворува. Како да се родам во дух? Како да умре стариот човек, па да оставиш сето тоа знаење, не ќе да го остави, доаѓа да пушта да биде тоа што била исцелител и ова со некој тип го нашло таму по и гледаш дека тоа е крив дух и ги изгинат. Прашање на момент е. Но сака да ја затруе заедницата и затоа јас им велам надвор од заедницата во името на Господ Исус Христос, Исус да ве укори. Значи, како да се родам во дух, па дај му ги клучевите на Исус од твоето срце. Дај му го срцето. Исус е како, Исус е што да зборувам, Исус е вака. Требаше да дам да ловам риби, јас имам сега силен наплив, бидејќи се случија некој настани. Благослови во искушенија, се радувам, дојдоа некои искушенија. Едни ги нападна вака, други така, трети таму. Тогаш те напаѓа, знаеш дека си тука. Исус дојди во моето срце, Исус и помогни, и се работи за поклон и служење на духот. 1 Коринтијаните 3:8, залог на духот во срцата наши. 1:22, значи духот е самиот живот, тој не може да умре, целата суштина, не може он да биде заробен. Што останува заробено тогаш таму? Кога вдахнатиот дух ти дават живот, да стане жива душа. Тој го взема духот, за духот негов да биде спасен, телото се предава на сатаната. Кој е тој дух? Па самиот живот. Ете тоа што, например, и ние не се молите за мртви, јас се молам за сите умрени да го примат духот на Исус.
се молам за протестантите да се покаят, за православните и католиците, вистински да дојдат до тебе. Самиот дух е љубов и живот. Самиот дух. Треба да се распланти духот вдахнат во мене со пламенот на љубовта. Да се распланти љубовта. И сите ќе гледаат, види тихо како ти не плачеш кога умреа твоите, да не плачам. Дојде една исто така од таа заедница, мора да се плаче. Ја нема 2-3 години, доаѓа држи предавање. Надвор. Во името на Господ Исус Христос. Исусе, те сакам, се разбира, тоа не делува така. Духот ти кажува. Се сее тело душевно, треба да се посееш ти. Телесно земно, воскреснува тело духовно. 1 Коринтијаните 15:44. Ти треба да се посееш да умреш. А ти се уште си старио, се држиш за тоа и тераш. Телесниот ти треба да се смалува, духовниот да расте. Исусовиот, да се облечеш во Исус во љубов, да те преплави љубовта. Да те преплави љубовта. И тогаш ќе молчиш во присуство на Семокниот Бог. Ќе научиш да молчиш, Он да зборува. Првиот човек, Адам, стана жива душа. Ти ја раскажува кратко приказната. Последниот Адам, животворен дух. 1 Коринтијаните 15:45. Кој е тој последен Адам? Значи има и последен Адам. После него нема други. Дали го разбирате вие ова? Тоа е патеката, тесната патека на умирање и ново Христородение. Прв Адам, последен Адам. Исус е првиот, не заборавајте, првиот. Прво создаден. Исус е првиот и последниот. Што значи дека после Исус нема да остане ништо? Неоживотворено. Првиот Адам и последен Адам. После Исус нема да остане ништо неоживотворено. Се што е на земјата е спасоносно и животворно. Значи 1:17 Коринтијаните. Лик на земјениот и образ на небесниот носиме. И гледате, луѓето по земјата се разликува, сака да грабне, да има пари, да биде на другите, да знае се, да украде ако не го види некој да направи нешто. 1:49. Тесната патека кон животот, каде што ја учиме и ја живееме Исусовата љубов за секогаш Исус. Значи Христос беше овде на земјата, страдаше. Вашите пријатели се чудат што не се тие зборуваат против вас. Тој ќе им суди на живите и на мртвите. Тие се казнети телесно со смрт, но ќе живеат духовно. Не знам дали го разбирате овој стих. 1 Петар 4, на овој препев. Како што Бог живее во дух, ти треба во дух да живееш. Кај ќе живееш, па тоа е друго прашање. Треба да служиш на другите, да проповедаш Евангелието. Господе Исусе Христе, ти благодарам да им ги отвориш срцата на сите, да ги исчистиш сите лажни доктрини, се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус, бегај од мене, сатано, и не враќај се повеќе да си замине. Бидејќи јас му припаѓам на Исуса Христа, ово слово му припаѓа на Исуса Христа, Духот Исусов нека ве слезе пламенен дух во името на Господ Исус Христос, да изгори се што не е од Исус, болка, болест и страдање. Ако им простите на сите, никого не осудувате. Не даваш ти суд кој ќе се спаси или не, ти си сејачот, тој не е, само пази да не сееш каколј. Ако се покаеш за гревовите и гревовите на твоите предци, ако му дозволиш на Исус да се насели во твоето срце и да ја живееш неговата волја, а тоа е да ја живееш љубовта. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Амин, до Божјо царство небесно, пред мене, зад мене, околу мене, во мене, низ мене. Исус живее и само Исус. Амин, до Божјо царство небесно. Амин.
obleči se voda ljubav, obleči se o Isusa. Božji obraz me sozdane, me nauči da se ljubim me, ljubim bliže.